Доналд Трамп вели дека работните места на работниците во автоиндустријата во Мичиген се загрозени од политиките за обновлива енергија на неговиот противник. Кина ќе го преземе целиот ваш бизнис поради електричните автомобили, зашто тие ги имаат материјалите за производство. Ние ги немаме. Она што имаме е нешто што се нарекува бензин. Имаме толку многу бензин, а не знаат што да прават. Со оглед на тоа што мнозинството американски гласачи велат дека економијата и инфлацијата се нивните главни изборни прашања, кандидатот за потпредседател на Трамп, J.D. Венс, се обидува да ја поврзе загриженоста со состојбата со економијата меѓу гласачите со Камала Харис. Галопирачка инфлација. За тоа е заслужна Камала Харис. Ниту на мирници не можете да се дозволите. Тоа е заслуга на Камала Харис. Домување е недостапно за младите американски семејства. Тоа е политиката на Камала Харис. Економските предлози на Харис во оваа кампања вклучуваат даночни олеснувања за собствениците на куќи кои купуваат прв пат дом за идните родители и за собствениците на мали бизнеси. Таа неделава им рече на новинарите во сојузната држава Пенсилванија дека дел од подобрувањето на економијата на САД е надминување на поделбите. Is the price of groceries still too high? Yes. Do we have more work to do? Yes. Дали цената на намирниците се уште превисока? Да. Имаме ли уште незавршена работа? Да. Верувам дека нудам нова генерација на лидери, спротивно на обидите на некои да потикнат страв, да создадат поделеност, да ја завршиме работата што ќе донесе одредено ниво на оптимизам. Трамп вели дека е оптимист за земјата, се додека тој ја води. Вели дека економијата би била многу посилна денес со построги царини за увозот, доколку тој бил реизбран во 2020 година. Во последните денови од оваа кампања, Трамп продолжува да тврди без докази дека неговиот пораз на изборите во 2020 година бил наместен. Да не поминав добро во 2020 година, немаше ни да помислам пак да бидам во кампања. Но гласањето беше феноменално за нас, а се случија лоши работи. Нема да дозволиме тоа да се повтори. Кандидатот за потпредседател на Харис, Тим Волц, е поранешен наставник кој вели дека на Трамп му е тешко да го прифати поразот пред 4 години. Мислам дека сум прилично добар учител и секогаш ќе им давам на моите ученици дополнителни шанси да научат. Понекогаш не си ја научил лекцијата од прв пат. Доналд Трамп не ја научи лекцијата првиот пат, но добрата вест е дека тој ќе ја научи лекцијата во ноември. Харис и Волц се практично изедначени со Трамп и Венс во повеќето анкети на јавно мислење во 7 клучни сојузни држави кои ќе одлучуваат за оваа трка. Како што приближува денот на изборите, кампањите ќе ги насочат своите пари и фокус речиси исклучиво на тие држави.